млада смоква? Дива смоква. Не го препознав. Апнали си? Апнав си, не го препознав дека е многу убава, ама не ми текна Па таа е работа, да не познаеш. Буквално. Димитър Попиванов на представа. Сестра Тетка Верча. Она е млада, ама ние га викаме Тетка Верча, и га сакаме, га почитуваме. Любовта Божия кружа тука, патриотизмом македонски кружа тука. Сме соберни тука малко, саки соберма повеќе. Имаме една прекрасна дружба, една прекрасна партија. Господ и Мајка Богородица, сите светии со нас. Ти си ги повикаме да бидат на ручок со нас, они со нас, у нас. И имаме прекрасно дружење, духовноста е со нас, патриотизмо е со нас. Сите ще соберни, сите сме твърдо корени македонци. Нема партија, не сме партизирани, ама сме македонци твърдо корени. Кои ги сакаме и се любиме мајка Македонија, повеќе и од нашите животи. Всеки дадаме за мајка Македонија, за Господ и мајка Македонија. Амин, амин, амин. Без Божието Слово не можеме да живееме. Нашиот Татко Небесен ни го пушти Божието Слово, ние го примаваме со любовта Христова и преку силата Божия го пласираме на седени светот. Јас сам Димитър Попиванов, верно чедо на Христа Бога, Пресвета Мајка Богородица и сите се светии македонци. 95% од нашите светии у цел свет се македонци, чистокрвни, која Мајка Македонија има родено и Господ ги има створено преку нашата земја Мајка Македонија. Така ли, сине? Толку од мене. Пријатен и убав ден, сите убава дружба, да ни остане у вечно сеќавање. Амин, амин, амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господи, чуја молитвата ни. Господи, чуја молитвата ни. Господи, чуја молитвата ни. И плачот наш, и плачот наш Тебе да дојде. Господи Боже наш, Тате небесен, Христе Боже наш, Христе Боже наш, и свети душе Македон, свети душе Македон. Амин. 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 Еве го бај Стојан. Ова е бај Стојан. Еве го. Почесен, брате, македонски. Македонски, ар македонски. на умоилен Ар македонски, брате, ар македонски. Тие са патриотите нашите. За Македонија гине. За Македонија, шо ја затворот ке излежем 10 години? Ништо. Како 5 минути да сам бил. Така е. Како 5 минути да сам бил од црква за Македонија. Ајде, здраво, братче. Милан, Митро, јас сум Димитро. Здраво живо. Милан живо. Слободан Мило место. Добро ни дојдовте. Бате ме, зверко. Тука ти си у рајо. Пресвета мајка македонска, Пресвета мајка македонска, Богородица македонска, црквата, како веќе таа црква? Богородица? Не, таа е Богородица. Пресвета Богородица? И таа е Пресвета. И манастиро Елеуса и таа. Таа е голема Богородица. Голема Богородица. А таа е маленка Богородица. А манастиро маленка. Така ли? Не сум знаел. Таа убавена. Значи две Богородици, малешка, голема Богородица. Па вие сте преблагословени. Значи раѓање и распетие, нели умирање на Богородица. Таа е умирање, а таа е раѓање. Сега треба уште една црква да се изгради. Да се изграде Пресвета Тројица. Пресвета Богородица, Пресвета Тројица, у средната е крст од 50 метра и да света сонцето отзад, македонско. Ема ли таа поуба. И како се направа това, тука на вечер ки свете, право 3 зрака одгоре Господ ки пушти и ки свете. На нашето место.
И това Елеуса тук да се знае за веки векова, от е духовно место. От е духовно са тук и шире. Македонско, от тук почнува. Поведайте. А отдоле Астрион не е отдоле. Струмица Астрион. Това е са Струмица ново има, ама това е нашето место Астрион. Що значи Астрион? Че там сакам да го благословаш оно да ме замене мене. И аз ще живеем до 230 години, здрава Боже, толкова сакам да живеем. И аз на Господ, ето що съм научил. Сите умират на 70-90, нели? Повекето. Некои живеят 100 години. Ама некои живеят 150 години. И вика не било точно, това е точно. Значи аз съм сванал на мене Свети Дух ми кажува дека годините на живота се порачуват от Бога. Како викам се порачуват? На мене това ми кажува унатро ти порачуват. Как се порачуват? Па бидејќи ако водаш ти православен свет живот, бидејќи Свети Дух со нас ръководи. Ние веруваме у Свети Дух. Много души викат Господ, ама Господ има 3 лица. Има Бог Отец и Свети Дух. И ние трябва да му веруваме на Свети Дух, той да влезе у нас, да работи со нас. Не само да биде около нас. Ние го повикаме, слава ти Боже на слава, Цара Небесен, Учител, Духа на истината, кои се насека да се изпълнуваш ризницу на блага и живот подлателю, дойди и всели се во нас. И чисти от всеко нечистота и спаси ги благи душите наши. Како викаш ти него и он доваѓа. И аз не го викам Ванчо Семенката, го викам него, Свети Дух да дойде. И аз го викам и он доваѓа. Така е. Мене много души ме питат, ти одека знаеш оти не си преко ѓаволо? Викам не сум, преко Господ, ти одека знаеш? Ми знам. И поминува 1 минута и му викам, Васе, и он се обърна, шо? Викам, шо се обракаш ти? Па ме викна, и ми оти Траянка не се обърна. Па ти мене ме викна. И па аз го викам Свети Дух. И аз не го викнах нечестивио. Свети Душа, ела, всели се у мене. И он доваѓа. Бидејќи аз го викам него, така ли да скали? Сигурно. И секој ден така, секој ден тоа. И Господ вика, стига веќе, не можем веќе да те гледам. Ти веќе го добија подароко. Ја ти го подароко. И че имам влезе веќе у мојата душа. И аз имам сватано така, за да знам, оти Господ со мене владее, и оти јас знам от съм спасен, тогај знам оти Свети Дух и у мене. Как? Па говорам. Урарук мармана мунанка, шо е? Господ знае. Уле лаша шичарка, уле лаша шира ляш мармана мунанка мунануша ширка. Господ знае, пити го шо е. Вика, шо е това? Па пити го Господ. Ако ти го питаш Господ, шо говори нашиот брат Димитър, Господ ки ти каже. А сигурно, а па ти го питаш на Господ со желба, со верба. Ние трябва да веруваме. И аз как вземам яйца да ги мацам да правам кайгана, трябва да ga направиш та кайгана, маташ убаво. А не само буричка и спържа. Не е кайгана, това е буричкано яйце, не е кайгана. Как вземаш да го направиш, татлията са тетка Верче, нашата сака на тетка Верче. Ако она по-млада, ама аз сега викам тетка Верче, оти много сакам. И как взема да направя татли, струмичка татли. Да знаеш, оти ga ядаш струмичка татли, а не битолчана викат, татлия и ние има. Викам, вие имате татлия, ама татлия таква. Битолска. Ние имаме права татли. Со любов. И нашата татли са права со любов. Со любов се па. Со любов, така ли? Значи татли така права со любов. Ако правиш нещо со любов и да повикваш у исто време Господ, за Господ да ти ги благослова тая татли и да има мирикъл, да има убави вкусове, Божи вкусове внатре. Това е убаво. Нашата татли, как я гапнеш, ти се топа уста. А другите татли, как я апнеш, как да имаш чакало уста, како да внесуваш песоко уста. И не бива. Значи тая работа да се разграничи. Сега тук сме соберни все убави човеци, все природни човеци, все верни човеци на Христа Бога, все мили души, все патриотски души за майка Македония, за Господ. Най-важно е, че ние сме соберни у името Божие тук. Амин. Амин. Ние не сме тук дойдени, некой не викнал така, да дойдем тук, да изиграем футбол тук и да се изопием и да станем силоме. Ние сме соберни у името Божие. И да си имаме убав ден. Амин. Уля люляк мармана мунанка, уна наша шара лиша лишарка, арарах мармана муна мушка, уля люляша шира лиляшка раш мармана мунанка. Амин, амин, амин. Господи, помилуй, вече благослови. Мене всекой ден това. Нема, това е. И кой сака некой да е. Сега ти денове сакам владиката да го сретам. Сакам на Дода, да ни кажем на Дода. Не, как се върнам следния път, сакам да сретам владиката, да си направим мабет
во името на Бога за света духовната молитва. И сакам да ми се отвори, сърцето да ми отвори, да ми каже дали неговите монаси говорят го тая език. Ако не го говорят, тогава трябва да се молят да говорят. Оти силата Божия е тук, преко Свети Дух. Да. Значи Господ Татко... И сатаната не разбира што зборуваш, не го разбира тој јазик. Да. Ти само со Господ си кажуваш тајни, он ти кажува на твојот дух му пренесува, а сатаната не го разбира тој јазик. Само тројство. Не го разбира, само Господ го разбира. Ти си кажуваш, он ти кажува тебе на твојот дух што треба да правиш, ти знаеш, и он јас му знае. враќам на Татко Небесен. Да, така е. Така е това. Ама отипа да не е и монасите да не го знаат това. Треба да го знаат. Еки ги прашаш убаво, видиш. Затоа те избрал Господ да дојдеш тука да им кажеш. Оти јас ако им кажам, друго ме разбираат. Им кажеме, мора да им кажеме. Ги им кажеме. Не ми викаат, не сум ја отпадник сум бил, не сум од таму. Таа молитва, Викам, нема такви, што да правиме се. таа молитва ги крше сите демонски негативни енергии. Таа молитва. Таа молитва лече. Таа молитва ти дава невидена благородна љубов. Значи, не можем да опишем това, јас не можем да опишем. Значи, со зборове. Јас, например, ако се молам 5 сата, пример. Ама ти се облагородуваш целиот се, душата ти се воскрева. Значи, сака е това. Значи, тие сите молитви, ти ще справат, как ги викат, што медитират источните земи, това е ветар и магла. Они га губат енергијата, а ние ga примаме позитивната Ти се енергија. полниш практично. Е така. И това, значи, кај мене се стваре у тај момент, ако се молам 5 часата, кај мене има како атомска бомба. И ако прегрнеш некој болен, ако има чисто срце, Право го лечи. се исцелува. На секунда. Тоа е тоа. Значи, се изцелува. Тоа е христијанство практика. Това е невидено. Да. Благодарение на Господ преку Амин. Даскал. Амин. И аз не знаех. Даскал ми кажа. Вика, хајде, Господ те благослови, Господ ти го даде. Таа е таа. Значи ние ако сакаме, како ти ще кажа, ако сакаш ќе го добиеш. Да. Господ ти го дава. Ако го жеднееш со сето срце ќе ти даде. И таа е. Барајте и ќе ви се даде. ама не барајте, Господе, дај ми, немам време, сега има после ќе те побарам пак. Не, не. 24 некој сата ќе ќе се молиш. Некој Ќе ќе клечиш, Исусе, сакам да бидам син Божји. Да. Рахта силајам бира рахан дирај. Исусе те сакам и слегува духот. Од срце ќе викнеш. Амин. Инаку, Господе, дај ми, сега, Господе, немам време, сега почекај, ти имаш време, јас немам, сега ќе одам малку И и доказ така. дека човек има крштение со Светиот Дух е токму овој подарок од Светиот Дух. Благодарам. Ма ние имаме феномен, во Израел зборувавме на јазици и луѓето од продавницата, што продава, кај што беше Хана Галилејска свадбата, не прашува, од кај знаете вие староперсиски? Луѓето збор, па вие вика знаете старопер, ние зборувавме на јазици 3/4. И вика, од кај знаете вие старопер? Замисли. Па знаеме. Ете тоа е тоа. Само тоа се разликува од овој. Се разликува, некогаш на пример на некој што не го знае јазикот му збориш, он добива толкување и вика, ој човек мене ми збори, од кај знаеш ти? Место на звездите. И кога ќе одиш одгоре од Едрениково, вечерно време да го погледнаш, ќе увидиш над градо, звезди има еден рој невидено. Таква гледка само мирикл. А над градо, над звездите, кога ќе почнува да се палят ламбите, ги гледаш как светнува. Таа свете се пали. Викам, што е това? Ламбите. Како може ламбите, звездите под ламбите? Вика, таа е, вика, Божјата љубов. И викам, дека Астрон? Не знаеме. Астрон е на Каалито. Кој е Астрон? Бог Астрон. Кој е това? Бог, Отец. Никој не го знае. Најголемите историчи не го знаат. Јас го добијах това откровение у Мелбур, не у Мелбур, у Перт. Откровението го добијах од црквата. Читам од некои такова духовни книги и читам дека Бого, царов Бого, им дава големо богатство на неговите поданици. Кај им го дава богатството и тие се заселиле со големо богатство и царо Астрон царо ги повикува на партија. И они викаат, не треба сега, не доваѓаме. И сите ги повикал, никој не доваѓа. И царот поштува слугата и му вика, оди по цел свет, оди по сите градове, повикува и ги вика, добри човеци да дојдат на партија тук кај мене. И он ги повикал, арно не се напълнува половината сала, половината место. И он ги повикал, па и он викал, оди по цел свет, одејте и донесејте ги сите што кој го сакате и го љубат, вика, мене ме сакат, како царо, нимни цар. И он одат.
гарбави сакати и болниците ги донесуват. И отстран поданиците, хайде вика ќе одаме, и ќе одаме вика на царо, вика да му даваме почит, ама на их им е срам да дојдат и как ги дојдат, маски си клават. Си клават маски и доваѓат на таа партија. И царо ги видува и вика, и почнува да се смеја. Ха. Вика, ајде, мои, вика поданици. Под маски, вика, сите сме исти. И од Струмица карнавалот се права од самиот почеток. Нема паганство, нема ништо. Значи, од Бог, Господ, се права карнавало. Царо, Бого, царо, таткото небесен, Астрон. И с това место се вика Астрон. Бидејќи престолот Божи е бил на кајлето горе, на Астрон. И одоле се биле неговите синови и керки, Астриони. И това откровение го добиях и му викам на Попов. Попе, знаеш што се случи кај мене шо? А значи нашите карнавали шо е, това не е паганство. Значи они дојдеа под маски и Господ им вика, елајте, под маски сите сме исти, за да не се срамуват. А царо Астрон, таа е, значи, нашиот татко небесен, што го створи небото и земјата. И он се вика Астрон, неговото име е Астрон. Како што сега во второ време Ил или как е. Значи, он е Астрон, Ил, светлост, зрак. И това откровение го добях у Перт. И никой не го знае. Јас сум правил тук со струмчани и викат, не знаеме, как не знаете, па правите карнавали. Вика, това паганство, не е паганство, гледаш, не знаете. Значи, вие правите, не знаете. Джабете. Ако немаш откровение, съответно джабете. 700 години нашиот патриотизам македонски у нашата фамилија. Деливанци са биле најпознатата фамилија со Делчеви у Кукушко. И нашите дедовци, предедовци са биле патриоти и борци за Македонија. Значи са биле монаси, изпостеници, са биле попове и са биле големи патриоти, што се бориле за Македонија още 700 години пред турците да дојдат на Балканот. Значи още од времето на как се вика на пред средновековието на как го викат на 1000 годишнината после Христос. Значи Среден век. Ако они дојде 1300 година турците, 1371 битката на Марица, значи они ако дојде тука, нашиот сој 700 години пред това изицира, како деливанци и попиванци. Има у Србија Делие, една песна играли со Делие на средено од Србија. И ми викат кабек војска, вика Делие, вика тоа е вика Србија. Јас му викам, јас се извинувам, ама не се слагам со вас. Зашо? Бидејќи нашето презиме е Деливанци. Нашето презиме патува по времето и на 1000 години. На 1000 години вие Србето сте играјале мижничка кој зна дека. Значи вие не сте биле ни нација, ни народ, ни ништо. Вие сте отпадници од нас македонците. И многу се љутаа. И за тај патриотизмот не говорах српски, не говорах, ма затвори 5 години затвор у војската. Лежах 5, не 5, ама не години бе, месеци. Ме затвори 5, му суди 5 и излежах 3. Това е нашиот патриотизам. Јас не можем да го отворим. Това се тече како река у нашите вени. Значи нашата крв жабурка работе, патриотизмот не работе. Ние сме борци од сек пат биле. Уште времето на Александар, пред Александар, како еден некни тикванак у Велес, говоря за Римската империја, говоря за Византиската империја, му викам, тие са македонски империи. Како вика македонска? Вика македонска не постои империја. Ние сме крушничка, не знам што било. Јас викам, се извинувам, ама уште еднаш тај збора го кажеш, стварно ќе ме повредаш, ама ти си постар од мене, не можам да те повредам физички. Ако, как се вика? Физички. На друг начин ќе те повредам. Вика, как ќе ме повредаш? Викам, ќе станам, ќе седам, не ќе да седам со тебе. Јас не би сакал да те повредам. Зашо те повредам? Са, не е убаво да тепаш постар човек. Да го тепаш. Ние не сме селиджии. Ние сме шерители на Божието слово и ние можеме да бидеме, ние треба да бидеме приберени. Значи, да работи веќе духовно со тебе работа, не си тај човек. И ако ние се палеме, ние многу се палеме, некој како каже против Македонија. Ама гледај сега што се случува. Говорат за Александар како цар македонски. Не го признава македонското царство. По него 300 години, 330 години неговите генерали го води царството. У Египет, у Сирија, у Анадолија, па у Македонија на Балкано.
води. После тие 33 години, после Христос продължи царството у Македония. После дойде римяне. У времето на римския период от 700 години, колко са били 800, ние сме имали 6-7 императори от Македония са били. Ето, например, да кажем, един ти кажем, бил, например, да кажем, от римското, кажи го, цар Константин. Он не каже от Ниш. Не е от Ниш, ама он е македонец. Од Наисе. От дека? Наис се вика тоа. Старото име е Наис. Старото име, старото. Пред Ниш. На Ниш, добро, не. Значи сатком бил от там, ама майка му от Тауър, от Македония. Ама тогаш не постоеше Сърбия, така? Така не постоеше Сърбия. 903 во Ниш и во Врања имало комитети на ВМРО. Таа е друга наша територија тоа. Да. Да. Сега ще остана на сърбите, и горе така да кажем Прокопчински го даде и на сърбите. А не е никой път било сръбска, ама нели нашите изроде, Количевски и тия другите бандита ще са били, и предавници, они взимат ги отстъп от териториите. Ама това е духовно наше. Горе на небото нема граници. Това е цяло Македония. И що сакат нека правят? Нека се стикат, това е. Ако бил цар Константин еден, била и taj što je ubival hrišćane, a ne je ubo, ne го сакам јас. Това не го сакам, ама он го правил. Кој е тај? Цар Тиверий. Ти го викат Тиберий, он е Тиверий, он е од Струмица. И затова се викат Европол. Горе Каальто. Он е имал Тиверопол, имал цар Тиверий, имал 3 престолнини. Едната било Струмица, другата било Рим, третата било Александрија. Ама Струмица било на Балкано. Значи защо? Уте е бил от Струмица. Значи цар Тиберий е наш, разбираш ли? Плюс да кажем, как го вика на Скопие ще го гради. Юстиниан. И он е македонец. Значи много македонци императори е имало. Ако Римско царство не е било македонско, тогава защо са били тия императори македонски? Голем процент се, они ги викаат словенски луѓе. Нека ги викат. Словенци са постояли от формирането на земята. Трети век Словени били. Ама словени, кои са словени? Словени са народ, што го шерат Божјо слово. Ние сме Словени уште и... Така ли? Ние Словото Божје го шириме. Слушај, тоа е Словен. Това говорим, значи Словото Божје го шириме и затова не викат Словени. Свети Димитрија се борел против словените во 4 век. Во 4 век го напаѓал Солун, Димитрија, а после, кога не дошле уште словените, го бранел од словените. И после го прогласиле сите словени, го прогласиле за светец од Албанија до Русија. Значи, тој што се бранел од словените, словените го прогласиле за светец. Свети Димитрија се слави од Албанија до Русија. Да. А он се борел против словените во 4 век пред да дојдат тие. Така. Апсурди се. Сега зашо? Отион е бил го ширел Божјо слово. И словените, народот го нарече од Словени. Од Балкано, од Македонски полуостров до Русија. И тие сите народи се Словени. Зашо? Оти Словото Божјо. Гледај са. Види, може само малце да... Всушност не се тие Словени. Словени сме само ние македонците, зашто ние нив сме им го расшириле, сме им го донеле. Значи само ние македонците сме Словени, а тие се славјани. Ние работиме со Словото Божје, а тие го слават Бога, ние што сме им го нели сме. Това още подобро. Македонија е поделена на 4 склавини и од таму доаѓа по поделбата на римјаните на 4 склавини. И од таму е склавонае склавини. Еден дел од таму, друг дел од слово, трет дел од славот и така натаму. Меѓутоа некои теолози погрешно ги толкуваат работите, демек тоа склави бил латински збор што означувал робови. И сега тие прават друга лажна теорија, демек ние македонците робови. Ако бевме ние робови, зошто Александар Македонски беше цар на земјата? На робовето. Цицерон, Macedoni, tutti generali, tutti comandanti, tutti soldati во писмата. Macedoni, tutti comandanti, tutti soldati, tutti generali. Македонците сите се генерали, војници. Сега за кои робови тука станува збор? За кои македонци? Тие се трикове западни. Излади супер. Каде живееш? У Струмица. Јас сум струмичко чедо, астрионско. Струмица има имало многу имена. Ама најславното име не е Астрон, по царо и Бог. Мојата мајка од Егејска Македонија, тука зад Белашца, село Мътница. А дедо ми, нејниот татко е учествувал во
македонска организация, фанене, осудене 15 години строг тамничен затвор. Сите се биле така. От 1903 до 8 тогава хурията, нали, Да. султана издава, ги освободават. Да. А па 18, майка ми 12-та родена, а 18 година холера, болест, испанската болест. Холера, да. За един час умират и майка и татко. И тя на 6 годинки идва в Старо Койнарене, живее малко, после в Ключ до 18 и след това у Петрич се жени. Вуйко има у Петрич, а на майка и сестра трета в Ключ. Е така вот. А на татко ми, дедо му, Дели Георги е бил, он па от Богородица, сестри му едно село над Сандански, в ограждане му кај Струма, нали, кај Бугара, не у Македонията. И Пиринска Македонија. на Пиринска Македонија, он па бил 18 годишно момче и негов приятел се жени недела. Он отишъл на дървата с магари тогава, докарва дърва и нема. Комшият се жени приятел, а па нема музика. Пита майка му, дека оте нема. Ми вика, турците ги фана.